Тече дистрибуцијата на решенијата за данок на имот за тековната година, информираат од секторот за даноци и такси при општина Куманово. Самата постапка која започна пред 2 недели доцни поради тендерската постапка. Раководителот на секторот Ненад Стојановски објасни дека процесот кој почнал на крајот на јуни, кога по налог на државата општината за прв пат морала да распише тендер по овој основ. На самиот тендер се јавија 2 субјекти, осем Македонска пошта, уште еден субјект. Си имаше надавање, на кое надавање Македонска пошта го изгуби истиот тендер. Цените беа спуштени за повеќе од 30% од првични цени понудени. Македонска пошта поднесе жалба по таа постапка. Жалбена постапка, односно Државна комисија за жалби по јавни набавки има свој рок. Истиот него испочитува за жал. Таа не одговори во рок од 15 дена, поминаа цели 30 дена и донесе известна катастрофална одлука, со која одлука ја поништи постапка, ја врати во фаза на евалуација и наложи на општината да ја прифатиме Македонска пошта како единствен понудувач по првични цени. Фактички не го планира спуштањето. На овој начин општина Куманово штетена со известни повеќе од 2 милиони денари и ние сме приморани да ја почитуваме таа одлука затоа што таа е единствена инстанца која одлучува по такви основи. Поради новонастанатата состојба општина Куманово ќе го пролонгира законскиот рок за плаќање на данок на имот за физичките лица до 15 февруари идната година. Согласно договорот со Македонска пошта, таа во 2 обиди треба да ги дистрибуира тековните решенија. Доколку тоа не успее да го направи, треба да им остави известувања на даночните обврзници кои во рок од 8 дена треба да го подигнат истото решение. Доколку и по оваа постапка лицата нема да добијат решенија, најдоцна до 15 декември може да се обратат во просториите на секторот за даноци и такси. Од општината нагласуваат и дека се задоволни од совеста на кумановци за надмирување на оваа законска обврска. Ако се анализира еден 10-годишен период во општина Куманово, мора да признаеме да им се поклониме на кумановските граѓани затоа што има сериозна наплата од нивна страна. Тие сериозно ја сватиле својата обврска и ако се анализира тој период, може да се финансиски констатира дека над 85% се наплатени обврските што ги имаат граѓаните према општина Куманово. Сите оние граѓани кои што не добиваат даночни решенија, односно не се задолжени во нашиот систем, според закон за даноци на имот имаат рок да го пријават тоа кај нас, да поднесат своевидна даночна пријава. Доколку не го направи тоа, општината сама презема свои мерки со ретроактивни задолжувања и со задолжување кои би требало да ги изврши со даночен инспектор, кој за жал се уште не е активиран во нашава држава. Стојановски информира и дека засега нема разлика во цената за плаќање на данок на имот. Годишно вели се слеваат околу 200 милиони денари во просек по сите подкатегории на даноци. Даночни приходи се круцијални приходи, односно примерни приходи на една општина и тоа се приходи од кои зависи платна комунална инфраструктура, односно оперативен буџет на една општина. Оперативен буџет на една општина го сочинуваат комуналните давачки и урбанистички приходи, даночни приходи како носечки и двигателни сили, тука влегуваат известни административни такси по известни барања, самопридонеси и известни дотации. Меѓутоа, даночните приходи влегуваат со над 30% во оперативен буџет, кој е основен буџет за развојна програма и инвестиции на град Куманово. Дополнуваат и дека секој корисник или сопственик на имот кој се оданочува е обврзан во рок од 15 дена од моментот на стекнување на имотот, односно од добивање на употребната дозвола или впишување во Агенцијата за катастар на недвижности, да го пријави во општина Куманово сектор за даноци и такси. Доколку не го пријави, општината ќе постапува согласно законските надлежности.